Едни реагираат на се почестото намалување на притисокот во чешмите, други се жалат дека по неколку часа во текот на денот немаат вода, а некои пак се уште не забележале дека Тетово повторно се соочува со проблеми во водоснабдувањето. Па од тука и на прашањето дали имаат вода, различно одговараат. Немаме вода. Од 1 сат од полноќ до сабајле до 5 немаме вода. А преку ден сасвим малце, затоа што и не можеш ни машина да уклучиш, ни да испереш, ни да се истушираш, ни ништо. Многу тешко. До сега пред некои месеци имавме вода, добро беше, ама сега не е добро. Секој ден нема вода, има, кога нема. Иначе проблеми е со години што е. Имате вода? Имаме. Каде живеете? Живееме горе во на Келифтот. И секогаш сме имале вода, има и ќе има. Познато е дека Тетово има проблем со водоснабдување. Толку. Имамо. Нема проблем. Никаков проблем. Према мината година, мислам дека нема моментален проблем. Ние знаеме каква е состојбата и се подобро, а во иднина најверојатно ќе се реши проблем, бидејќи имаше многу злоупотреби, кои што слушале од медиумите. И затоа мислам дека сега нема проблеми. Добро, сега делуваме негде, али како што беше лани, ова година многу е подобро. Има малку, не баш многу, али има. Што е проблемот? Дали знаете? Па што е проблемот? Еве да поминеме по улици, веќе видиме сите прскаат со црева, ги мијат улиците, е непотребно. Тоа е. Сака економија. За проблемите во водоснабдувањето минатата недела реагираа и од општина Тетово, па побараа од граѓаните рационално да ја користат водата и да не полеваат дворови и тротоари со неа. Воспротивно, ќе се соочеле со казни. Казни за сега нема, а од јавното комунално предпријатие велат ќе започнат со контролите на терен и ќе ги опоменуваат несовесните потрошувачи. Според последните мерења, издашноста во изворите драстично е намалена и сега изнесува 380 литри во секунда. Тетовските комуналци велат дека ова е доволно доколку водата умерено се користи, но во моментов горните градски населби се почесто остануваат жедни, иако рестрикции нема воведено. За тоа се уште се размислува.